Зимскиот медиумски трансфер период донесе огромно изненадување откако аналитичкиот џомба, како што самиот се нарекува, реши да стане според таа споредба новинарски гуштер. Вие ја гледате емисијата Неделен брифинг со Сотир Костов, тоа сум јас. Тоа е емисија која прави разлика. Разликата, разбирливо, е веднаш видлива и искреноста е нешто што најмалку може да се очекува во настапите на лицата, кои решаваат да го освојат срцето и умот на публиката. Почитувани гледачи, јас имам 64 години, ви тврдам, ниту сме поставиле прашања, ниту сме договориле прашања, ќе одиме со еден спонтан разговор, господинот Мицовски ви тврдам не знае што ќе го прашуваме, ниту пак тоа сме го договориле. Дури Саглам неотворено интервјуто го доживува својот климакс, благодарејќи неизненадувачки брзите потези кои се надвор од теоријата. Фигурите не само што не се наголемо размрдани, туку според подготвената варијанта, веднаш е прогласена победа. Вие брзопотезно, во изразено со јазикот на шахот и шаховската стратегија направите шахмат потек на власта, Жаргонскиот речник ја презема доминацијата, па талентираниот новинар, по ова жешко прашање, си дозволува уште едно, во сличен стил. направивте една мини турнеја и за истата ќе се изразам сега со јазикот на тенисот. Гем, сет и меч. Одговорите се на нивото на избалансираниот и професионален приод, па не отсуствува активната партиципација на традиционален начин, во форма на дебата меѓу Сердарот и војводата, при која особено се акцентира ваквиот пристап како важен за развојот на демократијата. Доколку не би рекол, еве, можеби и вашиот медиум има окумината како овој медиум, јавности оние елементарни информации нема да ги доби. Тоа чувство за одговорност кон јавноста е на исклучително високо ниво и секогаш не идува на изрази на почит од представниците на медиумите. А добро, вие сте културен образован политичар, да не забораваме професор, академски професор, и вие редно е вака да одговорите коректно. Браво, господин Мицовски. Се разбира, во рамките на тие професионални стандарди, кои според водителот треба да бидат пример за независност и објективност, мора да се почитуваат нормите кои налагаат да бидат отворени сите теми кои се од интерес на публиката, дури и оние најтешките. Не можам, а да не ви го поставам прашањето, мислам нема да ви биде чиста совеста, да ве прашам, сепак е позитивно. Ќе ги собереме ли сите зрнца во амбарот за голема победа на локалните избори? Ова е само едно од низата навестени и недоговорени прашања кои според ветувањето беа поставени, а чиј одговор е сосема очекуван, но е предизвик за сите кои стојат на патот на конечната медиумска и слобода во секоја смисла. И само со вакви емисии, нормално и со политичко делување, користејќи ги сите демократски алатки, да можеме на граѓаните да им кажеме дека има по една друга песна Stairs to Heaven, така да ќе одиме и по тоа дека може да дојдат и подобри времења, а да не отидеме во пеколот. И на крајот, пред адската катаклизма. После оваа вивисекција, да бидам искрен, и правење една компаративна анализа, јас само можам да ви честитам. Дебитантскиот настав заслужува внимание и сите ситни грешки може да се коригираат, но останува единствената хипотетичка дилема. Какво ли ќе беше интервјуто, ако беше однапред договорено? Браво, господин Мицовски.